Петровден во Кочани оваа година ќе биде одбележан на достоинствен начин, без гласна забава, но со длабока почит и надеж за обновување на заедницата, веде градоначалникот Венко Крстевски најави комеморативен настан во сеќавање кој ќе се одржи како дел од програмата за Петровден во чест на 62 млади жртви во трагичниот пожар во дискотеката Пулс. Нашите млади заслужуваат можност да растат, да создаваат и да сонуваат и покрај болката што ја носат. Затоа ве покануваме на единство. Оваа година Петровден нема да биде празник на гласна забава, туку можност да се собереме како заедница, да се сеќаваме, да се подражуваме и да градиме иднина. Комеморативниот настан во сеќавање е дел од програмата што ја посветуваме на жртвите и нивните семејства. Нека Петровден биде момент на заедништво и надеж дека Кочани ќе се издигнени на сила, туку со љубов, почит и солидарност, посочи Крстевски. Крстевски вели дека младите бизниси во Кочани се соочуваат со пат на промет, што директно влијае на екзистенцијата на многу семејства. Тој посочи дека целта е да се подигне Кочани од пепелта. Младите бизниси во Кочани се соочуваат со пат на промет од 50%, што влијае на екзистенцијата на многу семејства. Во Кочани имаме околу 10.000 млади луѓе кои изгубија некој близок пријател, соученик, роднина. Не смееме да дозволиме колективната травма да ги остави нив заборавени, сами и без надеж за иднина. Нашата цел не е да заборавиме или да ја намалиме почитта кон жртвите, напротив, должни сме да организираме достоинствена комеморација во чест на загинатите и да работиме на тоа никогаш повеќе да не се повтори ваквата трагедија, но исто така должни сме да ја кренеме нашата заедница од пепелта, да ги поддржиме нашите сограѓани кои се борат за својата екзистенција и да им дадеме надеж на младите дека Кочани може да биде место на заедништво, а не само на тага, додава Крстевски. Инаку веде градоначалникот Венко Крстевски посочи дека жртвите во пожарот никогаш нема да бидат заборавени, а целта е да Кочани се обнови и подигне од длабоката тага.